Цените на гасот во Европската Унија се на рекордно високо ниво. Велика Британија и покрај сопственото производство има недостаток на газ. Соединетите Американски држави стравуваат од зголемување на цените. Индија има јаглен за само следните 3 дена. Фабриките во Кина работат пар-непар, додека пак соседна Албанија прогласи вонредна состојба. Енергетска криза има, а единствено македонската влада само ја следи состојбата и ќе интервенирала таму каде што е потребно. Премиерот Зоран Заев поминато неделните смирувачки пораки дури сега признава дека земјава ќе се соочи со енергетска криза, но без стратегија како ќе ја поминеме зимава, и тоа кога потрошувачката на струја сериозно се зголемува. Да, ќе биде криза. Гледам мојот пријател и колега од Албанија еден рама алармирам нормално и јас, енергетската криза ќе биде видлива. Цените се високи, но да ги почекаме следните недели и месеци, да видиме како ќе се одвиваат состојбите, а државата е тука да помогне. До крајот на годинава нема да има поскапување на цената на струјата за домаќинствата, велат од владата, но што ќе се случува потоа не знаат. Премиерот се стави во редот на многуте поголеми политички фигури од него, кои како што вели немале одговор на ова прашање. Што ќе се случува до нова година, верувајте, ниту канцеларката Меркел, ниту претседателот Макрон, ниту, не знам, претседателот Бајден, ниту претседателот Путин може ви кажат, зошто го спомнувам ова. Голем дел од работите зависат и од природниот газ. Гледаме дека овие денови треба да се соопштат идните стратегии на Газпром, заради тоа што повеќе од 1/3 или повеќе од 37% е снабдувач на европскиот континент. Голем дел од работите се меѓународно поврзани. Во меѓувреме бизнисот се жали дека е веќе на удар од повисоки сметки во проблемите со набавка на киловатите и бара итна интервенција за да се спречат ценовните шокови. Претходно итни мерки во справување со проблемот побара и од Стопанската комора. Инаку светските аналитичари очекуваат цените да останат високи цела зима, кога побарувачката за грејење и струја ќе го достигне врвот. Тоа е лоша вест за сите потрошувачи, кои на крајот сами ќе сносат голем дел од дополнителните трошоци.